Продолжува хаосот со предпријатијата на град Скопје и менаџирањето на Арсовска. Овој пат на грбот на вработените во Флораком и Луна, фирми Керкина, Паркови и Зеленило. 62 вработени се револтирани што работат без плата и придонеси. Денеска чашата се прелипа, работниците ја блокираа раскрсницата на булеварот Илинденска и влезот во предпријатието. За жал, нашите напори да се сретнеме со раководството на ЈП Паркови и Зеленило Скопје не вродија со плод. И повторно наидуваме на еден игнорантски однос и покрај тоа што од страна на Советот на град Скопје пред 10 дена на ЈП Паркови и Зеленило беа изгласани субвенции во висина од 80 милиони денари. Очекувавме дека со тие изгласани субвенции од страна на Советот на град Скопје дека ќе бидат исплатени овие две плати, меѓутоа за жал вработените повторно останаа без плата. Недомакинското работење на директорот на ЈП Паркови и Зеленило Скопје доведе повторно, како што реков, ние да бидеме на улица и да ги бареме нашите права преку организирање на протести. Кашиковски објасни дека градот има префрлено пари, но платите и надоместоците заглавуваат некаде помеѓу канцелариите на Паркови и Зеленило и градската каса. Алфа го побара директорот на Паркови и Зеленило Јетон Бучи, но тој не беше достапен за одговор. Молки од град Скопје. Од страна на раководството, кога го одржавме минатиот протест на 17.7. поради истиот проблем, значи неисплатени плати, беше ветено дека за овие две фирми Керкина ЈП Паркови и Зеленило Скопје платата ќе се исплаќа во истиот термин, односно истиот ден кога ќе земат плата и вработените во ЈП Паркови и Зеленило Скопје. Меѓутоа, за жал, еве сведоци сте дека тоа не се случи и вработените повторно се оставени без својата плата и повторно се оставени без здравствено осигурување. Ако до понеделник нема исплата на платите, вработените од Флораком и Луна најавија нови протести и блокирање на Илинденска од 10 до 13 часот.